Претходниот C3 Aircross никогаш не успеа да се издвои како еден од најпродаваните модели на Citroen, да се издвои меѓу големците, големите моделски имиња како самиот C3, како денешниот кросовер C3, како C4 низ бројни генерации до сега, или претходно да се издвои како Ксара, Саксо, Пикасо и други големи моделски имења од поновото време. Претходниот C3 Aircross беше солиден автомобил. Меѓутоа не беше ниту SUV, не беше ниту Пикасо. Значи, тоа беше модел од преоѓањето на Citroen од времето на вановите, специјалист на ванови, на Пикасо, поглавието, во производител на SUV. Меѓутоа, работите се менуваат. Citroen менува се, смени се, и логото го смени, и дизајнот го смени, и начинот на кој што пристапува во развојот на своите модели го смени. И денес имаме еден SUV кој што е ништо помалку или повеќе туку од 4,5 метри. Повеќе од 40 сантиметри подолг од C3. C3 денес е одлично прифатен и успешен, многу симпатично скроен модел од градската класа. Значи, е повеќе кросовер, не е во стилот на претходникот, кој што беше класична градска комби лимузина, туку преиде на кросовер. Тоа што го смени Citroen C3 е што понуди градски модел по цена на претходниот C1. Големината е таа, во големината одговара, денешниот C3 одговара на претходниот C3, дури и поголема, меѓутоа со цената го пополнува просторот на C1, што некојаш му припаѓаше на C1. Се во меѓувреме, поскапе, меѓутоа релативно го пополнува тој простор кој што некогаш му припаѓаше на C1. А што значи тоа? Тоа значи дека овој C3 Aircross со своите 4,5 метри, еден очигледно SUV, без резерва, изгледа, веројатно и функционира како SUV, го добивате по цена на градски автомобил, по цена на C3. Оваа моделска изведба, ова е средното ниво на опременост, со 1,2 литерски мотор, PureTech, со 100 конјски сили и 6 степен мануелен менуар, со ниво на опременост плюс, значи средното ниво, после U и под Max, шини 19.900 евра, со побогата опрема од просекот во класата и со уште многу нешта веројатно што се над сегментот, над понудата. Дали се сведува на тоа дека C3 Aircross е само поголем Citroen? Изгледот е еден од триумфите на C3 Aircross. Навистина изгледа како концептен автомобил, како прототип, како студиски автомобил со кој што производителот најавува доаѓање на некој нов модел. И изгледа нереално. Изгледа нереално како автомобил што може да излезе од сериско производство. Крилата се многу широки, нагласено широки и светлата. Не се тоа едноставни светла, не се сведува само на C форма, туку е многу комплексна, многу сложена форма со многу вдлабнувања, проширувања, рабови. Навистина цел филм се одвива таму и тоа го прави карактерот. И многумина токму поради светлата ќе помислат дека C3 Aircross е само продолжена изведба на C3, меѓутоа се работи за два сосем различни модели. И во димензиите, и во геометријата, и
подвозјата, да, секако дека е исто, тоа е смарт кар платформата, меѓутоа, ширината на трагата е зголемена, на предната и на задната оска. Меѓуоскиното растојание е зголемена. Должината е зголемена. Сменете се сите елементи во водењето на тркалата, зглобови лежишта. Така што се работи за навистина друг модел. И тоа што е одлика на дизајнот, на презентацијата, убаво ми кажа господинот фил дизајнерот, убаво ми ги објасни кои се посебностите. И погледнете ги овие сама. Колку се секаде и ги има овие линии кои што се совпаѓаат со линијата, одат во стилот на шеврон, на дабл шевронот. Секаде ги има. Тука во овој стилски елемент во маската, долу во браникот ги има. Ги има дури и во арките на крилата, во оваа пластична заштита. Ја има секаде. Исто и во стилскиот елемент назад, кој што со изгледот верно го следи предниот графички елемент. Многу симпатии има во овој дизајн. И штосот, оваа мала линија, украсна тука, тоа го има и од C3, еден детал, истото се повторува и назад, во дестолбовите и го има и во вратите. Фантастично. И убаво звучи. Дизајнот е триумф, дефинитивно. Ова е потем и бојата која што е гордост на Citroen, чини доплати 1000 евра, секако меѓутоа вреди за сите пари. Прашањето е дали тоа што изгледа добро и изработено. Меѓу добрите работи, меѓу многуте изненадувања е тоа што изработката навистина двои многу. Многу е напредувана како модел кој што е во поновата генерација, од поновата генерација. Модели кои што Stellantis ги наследи од претходните марки, навистина имаат пропусти во завршната изработка. Меѓутоа, тука се забележува, кај C3 Aircross се забележува голем напредок во завршната изработка. Една од најголемите промени е можеби во подрачјето кај ретровизорите. Во споредба со други модели од B-сегментот, па и не само од B-сегментот, тука има кај некои модели, постари модели на Stellantis, може да забележите како се клати околу лежиштата на ретровизорите, околу оваа заштита на А-столбот. Тука се е цврсто. Да. Исто и овој детал тука, што кај други модели, постари модели на Stellantis, кои што се наследени од предсоединувањето на PSA и Fiat Chrysler во Stellantis, кај други модели исто и овој детал е многу површно изработен, тука се е стегнат. Нема зјај, нема играчки. Рачките во вратите, обложени, има заштита, не легнува пластика врз метал директно, туку си има лежиште и тоа е заштитено. Споевите исто така се безпрекорни. Повеќе би рекол, кај Opel, можеби повеќе се внимава на соединувањето на споевите. Да, тука можеби има мало отстапување. Тука, например, во маската може да се забележи дека милиметар ова подрачје тука од левата страна, односно десна. Од десната страна е за милиметар по-издвоено отколку на ова подрачје. И тоа е се што можев да забележам, се друго е перфектно изработено. Големо изненадување. А тоа и не би требало да биде изненадување ако го погледнете тестот на Алфа Ромео Тонале, каде што исто така забележав одличен напредок во поглед на завршната изработка. И тоа се повторува. И очигледно дека тоа е наредба, тоа е заложба на менеджментот. Направете ги нашите автомобилите на Stellantis, направете ги да имаат одлична завршна изработка. Да, можеби минимално собирање на боја на самите рабови, меѓутоа само на едно место го има тоа. Не можам да забележам дека тоа е општо. И тоа секако е повеќе од козметички карактер отколку што е од функционален карактер. Меѓутоа, се друго е совршено впарено, се е совршено изработено и трае. Овде ќе забележите дека има ова е меко подрачје, да, тоа е изведено за да може да истрпи удари. Не наведува колку е брзината, меѓутоа обично според хомологација тоа би требало да е
некаде до 15 км на час би требало без какво и да било оштетување на каросериската структура, а до 5 км на час сега предпоставувам, не ги помнам, значи да истрпи без какво било оштетување на браникот. Истиот впечаток за добра завршна изработка, за класата и за ценовната категорија, важи и во внатрешност. Да, во ова средно ниво има бројни детали што се доработени плюс, меѓутоа во целина не се стекна впечаток дека тоа е ефтин автомобил. Во смисла дека е ефтин изработен или дека е некаде закинато за да се понуди ефтин автомобил. Надвор изгледа убаво, внатре не е убаво. Не, напротив. Ова се исто така елементи кои што се впечатливи и се вообичаени за целото C3 семејство, и C3 ги има и тоа е функционално затоа што многу непосредно е пренесувањето на струјањето врз телото и делотворноста на системот за климатизација и грејење не се. Убава изработка, да, ова се рециклирани материјали, меѓутоа убави спојави, воланот е од истиот волан Stellantis, тоа е формата истиот од 208, од Peugeot 208, убави има тука некои линии, лајсни за да се внесе некаков стил, некаква доработка, некаков печат, француска марка патем. И исто и ова поле тука е убаво изведено. Обшивката на седиштата и материјалите секако се сосем вред, сосем е квалитетно. Немам никакви забелешки. Да, можеби тука во вратите има се сведено од едноставна пластика и нема нешто платно или некаков полиуретан кој што би украсил. Да, тоа тропачите на автомобили под табло што оценуваат квалитетот дека е вака ќе бидат разочарани, меѓутоа никому не му пречело тоа. А C3 е меѓу најпродаваните, па веројатно и најпродаван доколку смееше да се објавува статистиката пробежна кај нас. Не и се. Да, убаво изработено и главата на рачката на менувачот исто не е едноставна, не е убава форма има секако. Да, има ефтина пластика, меѓутоа која е класата? Кој сака повеќе, ете повелете, C5 ти излезе наскоро, го има и C5X, тамо има многу поинаква приказна. Да, и во задните врати е примерно оваа изработка, значи обложувањето на подпирачите за лакти, на джебовите, сето тоа, меѓутоа оваа површина ми се чини дека би требало малку да внесе некаков штос повеќе тука. Убаво е, се е на место, меѓутоа малку да личи повеќе. Citroen. За багажникот, единствено ќе забележам за ова полица која што да, е едноставна, може би било добро да понуди Citroen како прибор, да понуди малку по-функционална и по-долготрајна полица. Таа е тенка, да, предпоставувам дека собственици на C3 Aircross ќе го користат багажникот и огромната просторност која што ја има, така што предпоставувам дека тоа би бил добар потек да им се понуди со тоа што како прибор би можело да се купи подосна. Да, тоа е рециклат, се е фина, меѓутоа кога често ќе се прекршува овој дел, тоа не е најтрајно. Секако не е тоа недостаток и пак ќе напоменам дека тоа е ценовната класа, меѓутоа најдобро би било тоа да се остави некаде дома и да се побара некаков прибор од Citroen или можеби нешто од aftermarketот како решение кое што би било подолготрајно. Поаѓам на првиот дел од стандардната тест рута на Автомедија. Ова е делницата која што води до Страцин преку Арачиново по стариот пат. И да видиме што ќе покаже првите впечатоци од тестот на C3 Aircross. Тука веднаш следи едно забрзување убаво. Со тоа што имам пред мене еден расчаден дизел. Видите, сега ќе видим што ќе покаже на дело. Тоа е, значи лесно е постигнала патната брзина. Ова е патем изведбата со 1 2-литерски мотор со 3 цилиндри,
со 101 коњска сила и тоа е основната погонска изведба во гамата на, да, има 6 степени, во гамата на C3 Hercules. Немам податок за тоа со колку вртежи работи моторот, значи тоа го нема. Меѓутоа, еве, ова е брзина 120 приближно, сега е малку метеж. И да, пријатно е нивото на бучава. Да видиме еластичност што ќе покаже. Тоа е основната погонска единица, значи со мануелен менувач, единствено таа доаѓа со мануелен менувач, само 80. Ајде да видиме. Да, веќе сум на 120. Значи за брз гол од четвртиот степен од 80 до 120 не се случуваат чуда секако. Меѓутоа, како што ја кажам и многу пати до сега, моќноста, повлекувањето, способноста да покаже моќност на овој мотор доаѓа од турбонадполнењето, значи трите цилиндри не е се нешто што треба да се паничи светот денес, затоа што веќе 20 години е реалност даунсайзингот, меѓутоа многу пати имам веќе зборувано за тоа, во поглед на моќноста, значи тие што разбираат за што зборувам, поглед на моќноста, во поглед на ослободувањето на вртежниот момент, овој мотор е на ниво на 1.6 литарски атмосферски мотор. Вртежниот момент, па дури и над 1.6 литарски, може би 1.8 литарски од пред 20 години. И вртежниот момент е 205 ньютон метри, го постигнува при 1750 вртежи. Да, има дополнителна тежина во споредба со C3, со стандардната C3, околу 90 килограми, околу 1300 килограми тежи тежината, меѓутоа човек што знае како да го искористи, што треба да направи со менувачот, знае да ја искористи моќноста. И да видиме, еве тука, иако ова не е делот во кој што зборувам за комфорот, тука се покажува и комфорот. C3 Hercules. Стандардно доаѓа, значи за разлика од C3, од стандардниот C3, стандард, тука комфорната суспензија, комфорната амортизација е стандард, се вградува, значи стандардно во секој C3 Hercules, затоа што си го сметаат французите како патувачка машина и ќе видиме дали е патувачка машина. Додека возам кон Куманово, се забележува дека е долго пресметан преносниот однос, значи во менувачот. Повеќе погонската спрега е така конфигурирана да биде повеќе насочена кон патување, има автопатски карактер. Значи, кој сака да вози подинамично по свиоци, каде што има почесто менување на степените на пренос, почесто посегање по менувачот. Значи, кој сака да вози подинамично, на пат кај што е криволет со често менување на динамиката, со често префрлување од еден во друг степен, значи ќе почувствува дека е долг преносниот однос, односно врската меѓу вториот и третиот степен на пренос, третиот и четвртиот, значи при префрлување во повисок степен не е толку блиска, директна врската, значи не е тесно степенуван менувач и тоа ќе го забележат, например, возачи кои што очекуваат, имаат таков карактер на возење. Меѓутоа, веројатно станува збор за продолжен преносен однос во диференцијалот. Тоа е иста менувачка кутија која што се користи во повеќе модели и низ гамата на Citroen и во целиот Stellantis. Немам увид со кои други модели ја користи истата менувачка кутија. Разликата веројатно е во продолжениот преносен однос, тоа може да се провери во продолжениот преносен однос во диференцијалот. И тоа овозможува, значи, од една страна возење со пониско ниво на бучава при патна брзина на автопат и пониска потрошувачка секако.
така што не мора да се земе како недостаток, напротив. Тоа е карактер на кој што треба едноставно човек да се навикне, меѓутоа да одзема од динамиката, од темпераментот, од агилноста на погонската спрега, меѓутоа од друга страна нуди една комоција, релаксираност во возењето и штедливост. Тука се приклучувам на автопатот, на влезот во Куманово и неколку подинамични забрзувања да видиме колку има материјал во овие 3 цилиндри, што никому се уште му пречат и по 20 години откако браншата почна да се префрлува на даунсайзинг. Значи, 3 цилиндри се технолошки напредок. Ајде да видиме. Немам бројач на вртежи, значи морам по слух, веќе 100. Да, моторот влече рамномерно. Тоа е сосем пристојно, има убав, пријатен звук. Не е мотор кој што повлекува до 4000 вртежи, па понатаму ништо не се случува, туку сепак има повлекување солидно и по 4000 вртежи, чисто предпоставувам по слухот, по моите 30 години тестирање автомобили и да видиме еластичност, што ќе покаже. Да, кога се вози со повисоки вртежи, значи многу помалку се чувствува тој поголем преод од еден во друг степен. Меѓутоа поентата на моторот, на овој мотор, значи 1-2 литарски со 100 конски сили, сепак е во тоа да овозможи едно домаќинско возење. Освен оваа погонска изведба, патем 19.990 чини ова огромно колиште. Во оваа изведба сега има боја и друго не помнам дали има додатоци, ќе наведам. Втората погонска изведба е плаг хибрид, значи таму работи и турбонадполнението, произведе поголем притисок, 136 конски сили се таму. Не е само во турбината, туку има зафати во лежиштата, во многу зафати, значи да, треба овде да се изгасна малку рециркулацијата, затоа што овој мотор пред мене потем има 4 цилиндри, меѓутоа очигледно има поменато 1.000.000 километри, според чадот. И понатаму постои, значи, благиот хибриден модел е со 136 конски сили, разликата е 4.000 евра во споредба со оваа изведба, меѓутоа мора да се земе предвид дека, освен тоа што има електромотор, што е вграден во звоното на менувачот, има малечка батерија, има таму некоја паметна контролна електроника, има и значи менувач, автоматски менувач со двојна спојка со 6 степени, така што таа разлика не е само во благиот хибриден погон, туку сепак влегува таму и автоматски менувач со двојна спојка. Да, тој мотор го возев во Шпанија на презентацијата и да, има разлика секако и во потрошувачкото и во комоцијата. Во потрошувачката има разлика со тоа што, значи, главно во градско возење, во многу ситуации ќе се почувствува дека електромоторот помага или воопшто го задвижува моторот, го задвижува возилото, а понатаму комоцијата е во тоа што секако автоматски менувач и комоција дополнителна во градски услови на возење, кога ве поштедува од, да видиме, забрзување тука, да, нема никаков проблем. Значи, се што треба да се постигне поголема динамика и благиот хибриден погон мене ми е омилен, меѓутоа разликата е во
тоа што сепак се зема предвид и преуѓање од мануелен автоматски менош 2000 евра плюс. И третата погонска изведба е чисто електрична изведба, значи класичната, истата погонска изведба која што има и електричниот C3, и тоа секако е најдостапен, еден од најдостапните електрични модели кај нас. Значи, да, секако досегот дозволува и патување, досегот е преку близу 400 километри. И да, секако дозволува тоа и патување на подолга релација, со тоа што треба да си преспета човек каде ќе запре, каде ќе помни. И продолжуваме натаму до Страцин. Просекот до овој момент ми е 7,1, не очекував. Значи, со сите забрзувања, со сите нагорнени по Арачиново, очекував многу повеќе. Браво! Тука ја завршувам првата тура, значи на првото паркиралиште по Страцин. Просекот 6,5 литри, со вклучена и доста активна клима на 32 степени. Тука претходно беше друга температура, така што сосем сум задоволен од потрошувачката, со тоа што уште пониска потрошувачка ќе предстои на третата делница, вообичаено. Следно е брзата тура од Кратово нагоре. Заврши и втората делница, тука сум по Пробиштип и пак изненадување прередува овој C3 Aircross 6,7. За релативно тежок автомобил, потежок од останатите автомобили кои што ги имам возено, значи ова е петти автомобил кој што го возам по оваа тура. Просекот од 6,7 литри на вистина е подале понизок во споредба со нив. Значи, во споредба со нив C3 Aircross е погабаритен, помасивен, има поголема тежина, меѓутоа ме изненади тоа што ете по иста рута, по иста динамика на возење како секогаш постигнува потрошувачка која што е па најмалку за 1 литар пониска од најниската вредност од тие автомобили што до сега ги има возено по оваа нова рута стандардна на Автомедија. Следи комфортната рута. На завршетокот на третата тура до Велес, од Пробиштип до Велес, 66,9 километри, просек 5,4. Фантастично. Понатаму предстои делот од автопатот и јас го нарекувам тоа момент на вистината, колку овој трицилиндарец ќе повлече на ветерско. И круната на секој тест возење по стандардната рута на Автомедија, искачувањето на ветерско. Да видиме што материјал има во овој триклипен мотор. Дали ќе искачи на ветерско со 130, со дозволено 130 во 6-та брзина. Да видиме дали ќе искачи. 116 ветер има, неверојатно многу. Се забележува. Меѓутоа не е до автомобил, тука на вистина има многу ветер и најавуваат невреме, сега е 9 јули. Шеста е премногу, да. Не може да повлече посилно во шеста, тоа е факт. Меѓутоа, ето, во пета веќе се случува да забрзе полесно, да видиме забрзување од 80, во четврта од 80 до 120. Да, тука е веќе и на темата на горнината. Да, факт е дека шестиот преносен однос е премногу овердрайв, премногу долг, меѓутоа од друга страна со тие вредности кои што ги постигнав со потрошувачката е сосем јасно каква е намерата на инженерите, на проект менаџерите, меѓутоа се е во границите на
на класата и на моќноста. Кој сака повеќе, Citroen ето го нуди хибридот, кој што да има дополнителна помош и од електромоторот. Меѓутоа, сосем сум задоволен од тоа што го покажува динамиката на Citroen C3, посебно покрај фактот што ми остави добар впечаток и во поглед на возните својства, поглед на комфорот, на најлошиот дел од патот, кај што не ми се снимаше звукот. Че техниката не може секогаш сите кабли да бидат на место, некој мора да се заборави. Да видиме на брзинка просекот. 22,2 километри должината на четвртата делница, просекот е 9,4. Да, се чини дека тоа е повисока потрошувачка, меѓутоа станува збор дополнително обтоварување, тоа што имаше силен страничен ветер и челен ветер, така што тоа исто така влијаеше за потрошувачката да биде повисока. Во споредба со Opel Mokka е пониска, 9,8 постигнав, меѓутоа мора да се земе предвид дека значи забрзав на горнината, на ветерско, што е големо оптоварување и влијае врз потрошувачката не само врз клипниот мотор на Stellantis, туку и на други мотори влијае, така што одлично, добра вредност. Значи, вози Citroenче во вози по автопат, има карактер на патна машина. Цената, дизајнот, што е следниот триумф на Citroen? Па просторност. Да, пошироко е од C3, во споредба со C3, иако не се чувствува стеснетост ниту во C3. Напред е сосем задоволувачки во секој поглед, значи да, има тука джебови во вратите кои што собираат шише од 1,5 литар, меѓутоа тоа не е изведено најгермански. Има тука една преграда, значи има лежиште за телефонот, за полнеж за телефон. Добро, тука нема. Има една обична тука држачи длабнување кое што служи за сместување на пијалоци. Овде е изведено едно мало вдлабнување, значи има некои сокриени подрачја каде што може некои малечки предмети да се сместат. И овде кој не сака да ризикува дека ќе го оштети дисплејот, а не би требало да се оштети, може секако и тоа да се користи за привремено да се смести нешто, иако тука се отвори за проветрување, значи не е осмислено тоа како подрачје кое што треба да служи за пренесување предмети. Да, касета, па не е најмала, доволно голема, има тука некои мали джепчиња. Во тој поглед, сосем вред. И седиштата. Седиштата во оваа изведба, единствено во основното ниво, во U, не се добиваат седишта Advanced Comfort, Citroen Advanced Comfort. Значи тоа е стратешко здебелување на исполнувањето на седечката површина и на подпирачот за грб, за да се постигне подобра комоција, со различни дебелини од 7 до 15 мм чинами, и да, кога ќе седнете, се чувствувате како во фотелја. Тоа е мощно пријатно, страничното држање не е посебна одлика, да, може би некому би му било доволно, меѓутоа за динамиката која што исто така може да ја постигне овој Citroen, можело да бидат седиштата со малку поголемо странично држање, посебно во делот на рамениците. И вистинскиот триумф на Citroen C3 Aircross. Треба туристичка агенција да ангажираат во Автонова за да посетат луѓе и да видат колку простор на задната клупа нуди овој нивен C3 Aircross. Неверојатно. Значи можам да скрстам ногу, да, само да не извалкам. Да, може дами, веројатно можат и вака да си седат. Неверојатно. Во споредба со C3 е за некаде околу 5 см, чинам дека е поголемо
поголем простор пред колената, има простор нагоре за глава. Огромен простор. Просторноста со затворени врати. Олала, што би рекле французи. Навистина нешто посебно впечатливо. И тоа е направено заради изведбата со 7 седишта, каде што третиот седишто се добива со доплата од 900 евра и се добива, значи, се широки вратите, значи се што се добива тука како екстра во изведбата со 5 врати произлегува од фактот што C3 Aircross е осмислен, концепиран, проектиран и како 7 сет. Значи, кај изведбата со 7 седишта, средната клупа е малку понапред и секако се овозможува полесен пристап назад, меѓутоа, тоа што се добива тука е широки врати и многу простор назад. А приказната за транспортниот капацитет, транспортната способност, секако добива кулминација во багажникот. 460 литри. Сега, 460 литри се добиваат, да, веројатно секојаш ќе има нешто во багажникот. Овие 460 литри се добиваат кога подоте во оваа положба и да, тоа е 460 литри, тоа е на ниво на C-SUV модел. Да, нема тука задебелување на површината, таа е класата, меѓутоа доброто е што барем ова може да издржи куфери од веројатно 50 на килограми, еден веројатно. Меѓутоа, во случај да се превезува таков товар, тогаш оваа полица ќе си остане некаде дома. И убаво изведено, тука се изведени од страна, се додадени некои пластични ѕидови кои што создаваат прегради за сместување предмети од страна, лево и десно, има сијаличка, една нема две, има тука за сместување торби од шопинг, има куки за прицврстување и соборувањето, исто нема копчење за соборување на клупата, меѓутоа, и некои премиум марки нудат исто јамки за соборување и што се добива? Еве го. Огромно. Тоа е вистинската големина. И во тој случај се добива и рамен под, со тоа што доколку се сместува некој тежок предмет, тешко дека оваа полица би издржала толку голем товар, тоа е само за сликање е добра, да не брзам премногу. Само за сликање е добра, тоа ако не се превезува некој товар, тоа просторност, огромна кола. Огромна кола за 20.000 евра. Дали тоа е сензација? Дефинитивно. Најочигледната предност на C3 Aircross. Што да биде поочигледно од дизајнот, од цената и од просторноста. Што друго може да биде важно кога ги имаш тие три работи? Појава, практичност, функционалност, углед. Пократово почнува овој дел од втората рута кој што пара од автомобилите, значи имам бројни нагорнини, има можна е криволест патот, меѓутоа има и бавни, има и брзи свијаци. Да видиме дали комфорот што несомнено го покажува овој Citroen, како и секој нов модел на Citroen од C5 наваму. Дали тој комфор е купен на сметка на возните својства или сепак се работи за нешто повеќе. Нормално дека станува збор за второто сценарио, Advanced Comfort, што е поентата. Да, еве, кога веќе ќе порасне динамиката на возење, кога се вози со повеќе од 3000 вртежи, предпоставам, не бројаш на вртеж, веќе е подобра врската меѓу степените на пренос и да, има Advanced Comfort кој што се состои од
тоа, значи целата поента во тоа што има две хидраулични комори кои што вршат функција. Да, можна рамномерно пролискување, да, очекував дека ќе повлече за опашот. Не. Можна балансирано, ме изненади, да. Ме изненади. Укажува дека е блиску до пролискување. Тука е плюс и група асфалта, така што дозволува навистина на некои места, на малку место дозволува да се провери. Зборував за Advanced Comfort со амортизација, Advanced Comfort Suspension. И се состои од тоа што амортизерите сами имаат дополнителни две комори кои што ја компензираат, односно ги заменуваат класичниот бафер. Значи, има секој автомобил, има гумени граничници кои што го ограничуваат одот на тркалот, значи при набивање на пружините, и кај Citroen е поентата во тоа што со тие две хидраулични комори кои што се вградени во самото тело на амортизерот се заменува, се избегнува на груба работа на амортизацијата кога ќе дојде на граница, па ќе слушнете како допира на граничниците. И тука, значи, се користи она, оди во смисол на хидрауликата, на хидропневматиката, која што е култот на Citroen од времето на Андре Citroen и од DS, од божицата, од Citroen DS, каде што се користеше друг принцип, меѓутоа пак се работи за хидраулика и тоа звучи добро и функционира добро. Комплициран систем, не мора да значи дека е многу комплициран, меѓутоа е делотворен во секој случај и очигледно не е скап, затоа што Citroen може да се дозволи да го вгради и во класа која што е B-сегмент, значи достапна класа на широко достапна класа на автомобили. Ево уште еден свијок. Ракувањето со степените на пренос со менувачот е примерно, значи во ред е сосеме во ред. Нема никаков проблем во тоа. Доброто е што навистина се постигнува со Advanced Comfort суспензијата, се постигнува добар баланс меѓу возните својства и меѓу комфорот. Да, навистина е. Не се чувствува тежина и далекото, не ограничува. Платформата дозволува, значи оваа платформа Smart Car очигледно дозволува и многу повисоко ниво на моќност, на динамика. Не е границата тука, има и над оваа димензија и над оваа тежина. Навистина одлична платформа. Smart Car платформата. Истата платформа како C3, меѓутоа е приспособена со поширока трага, продолжено меѓуоскино расстојание, со зголемена висина од возилото, значи тоа се дополнителни, има измени и во зглобовите, во геометријата на тркалот, има многу измени, тоа не е истиот автомобил. Многумина добиваат впечаток дека поради светлата кои што се толку впечатливи, многумина добиваат впечаток дека C3 Aircross е само продолжена изведба на C3, меѓутоа не станува збор за сосем различни модели и каросериски и со платформата во поглед на геометријата на платформата, што ви се покажува тука. Citroenче добро возиш. Во поглед на ракувањето нема воопшто тајни, какви да било тајни. Да, нема бројас на вртежи секако, меѓутоа не представува никаков тоа недостаток. Може би забележал за тоа што не е поврзана за разлика од претходниот C3 Aircross, каде што пак целото ракување со климата се одвиваше главно преку средишниот дисплеј по фейслифтот. Тука ракувањето со климатизацијата си е изведено со посебни контроли, меѓутоа може би
мене ми се чини дека би требало тоа да биде решено поинако, значи контролата на распределбата на воздухот, горе-доле странично, се врши само во една насока и треба човек да гледа, значи би било малку пофункционално, тоа малку прече затоа што одзема внимание и зошто тоа да не биде поврзано со дисплејот, значи да може тоа да се прикажува на дисплејот. Меѓутоа, тоа се уште работи кои што производителите бавно ги решаваат. Поврзувањето со мобилен телефон е исклучително брзо, лесно, тоа барем функционира безпрекорно. Ракувањето е едноставно, прегледно, да, може би тоа што спомнав, да, би сакал климатизацијата, барем да има приказ тука, меѓутоа, тоа е се договор на добавувачи, па користење софтвери, па права, па лиценци, што се не, а затоа оди многу бавно. И исто може би ме буни и тоа што, за разлика од десното поле за ракување, каде што овој прекина служи за контрола на силината на звукот, значи е примерниот, главниот контролер. Од оваа страна, каде што се ракува со темпоматот, со значи, средишното, истата положба, значи истиот прекинувач, нема никаква функција. Значи, може би заради логика е сведено тоа, така што, меѓутоа, јас би очекувал, кога веќе ќе ми биде вклучен темпоматот, би очекувал прво тука да се мести брзината, а вака е без функција. Значи, тука има функција единствена за пристап до функциите за возење, значи за автоматско долго светло, тоа е одлична работа патем. И да, тоа сепак би требало, не ми треба ресет, значи сепак би било добро доколку оваа функција, примерната функција, биде поврзана со темпоматот. Чисто, мене ми се чини така. Добра работа е тоа што исклучувањето на предупредувањето за надминување на брзината е едноставно, значи со задржување на копчето и се стишува. Така што тоа е добар потек, со ракувањето нема никакви забелешки, значи да, прозорците само во една насока функционираат автоматско спуштање, сите 4, ова многу ми се допаѓа, значи тоа е сепак детал од завршната изработка, значи насочувачите на воздухот се движат мазно, бавно, за разлика од порано кога ви се чинеше дека има некојаш мирглав внатре или дека ќе скршите нешто, кај други марки, не кај Citroen. Меѓутоа, тука е внимавано и на тоа да биде мазно ова движење, секаде го има. И да, тоа секако, сепак, значи тоа е еден знак дека во Stellantis се внимава на квалитетот на завршната изработка, односно на впечатокот. И заклучокот. C3 Aircross е пред се Citroen. Автомобил што ми значи на македонската автомобилска сцена, затоа што би рекол дека го враќа надежот во автомобилската индустрија. Големо парче, вредно парче автомобил,
се добива за тие пари. 20.000 евра денес ни се чинат 3 пати повеќе од колку 10.000 евра пред 10 години, меѓутоа тоа е заслуга на нашава економија. Човек може да биде среќен со овој автомобил затоа што кај нас не се купува нов автомобил со намера да се замени после 3, 4 и 5 години. Туку се купува, и тоа е факт, тоа го гледаме на улица, се купува за 20 години и повеќе, најмалку 20 години да остане во фамилија. А тоа значи дека треба да биде голем, штедлив, едноставен за одржување, просторен, практичен, функционален и да е од марка за која што не треба да ја бараш сервис, каде и што е и делови слично. И го враќа надежот, би рекол дека тоа што сега го донесува како елан, како енергија овој C3 Aircross, го враќа духот. Јас се присетувам долго години, затоа што 30 години веќе го работам ова. И се подсетувам на времето, ова што сега го донесува овој C3 Aircross, ме подсетува на времето на средината на 90-тите години, кога дојде нов Punto. Фантастично дизајниран автомобил, многу опремен, комфорен, просторен, со сите функционалности, го знаеме. Првиот Punto, после сите Punta по него. Потоа имаше секако и други модели, ете, че го посочам можеби Peugeot 206, таа беше класата. Меѓутоа, против вредноста што се добива за тие 20.000 евра денес е таа. Разликата е во тоа што со преоѓањето на Smart Car платформата, која што му заштедува многу на производителот, меѓутоа сето тоа е во организацијата, не е тоа закинување на материјали, делови, вградување понеквалитетни или не знам што, туку е се менеджмент, организација. Тоа е концерно, тоа е скалестиот ефект. Овој автомобил ценовно одговара на тоа што Punto и Polo представувале пред повеќе од 20 години. И со таа разлика што место градска комби лимузина, пристојна комби лимузина, се добива SUV. Да кажеш, и заслужи овој C3 Aircross, заслужи да се награди со една ваква позадина со наша најубава Македонија.